2 години откако Македонија стана 30-та членка на НАТО. Иако земјава уште во 1999 година со парав од Вашингтон стана кандидат за полноправна членка, Македонија дури откако го промени името, стана дел од најголемиот воено-политички сојуз во светот. Патот се отвори откако беше потпишан Преспанскиот договор, кој резултираше со промена на уставното име во Северна Македонија и покрај неуспешниот референдум, но со многу контроверзи во парламентот. Договорот од Нивици требаше да ги отвори и портите кон Европската Унија. Сепак реалноста не е ништо поразлична и сега. Евроинтеграциите и по 2 години се закочени, сега поради бугарското вето. Според експертите, Македонија постојано е во ситуација да мора нешто да жртвува, овој пат идентитетот и јазикот, за да го оствари европскиот сон. Жртвите кои што Република Македонија ги даде на својот пат за евроатлантска интеграција се преголеми и ниедна друга земја од овој блок каде што ние и природно припаѓаме ги нема направено толку многу и толкави жртви. И навистина можеби е тука некаде времето каде што треба да се каже дека чекајте луѓе, ова не може да оди до недоглед. Но не само Преспанскиот, власта го потпиша и договорот за добрососедство, надевајќи се дека Бугарија ќе даде зелено светло, уцени и навреди од Бугарија, игнорантски однос од Европската Унија и молк од власта. Се тоа што се случува после независноста на Македонија од страна на Брисел е навредливо за Македонија, е неприфатливо, е понижувачко, ама мораме да бидеме свесни дека добар дел за тоа вината ја сносиме и самите, бидејќи ние не се бориме за нашите права. Најдобар случај, најдобар потврда за тоа е ова што се случува последно време со Бугарија, кога тие не навредуваат, кога тие не плукаат во лице, а ние им се додворуваме. Така да, додека не се борите на меѓународен план, додека не ги барате своите права, никој нема да ви ги додели. Долгогодишниот спор со Грција се реши дури откако Македонија го промени уставното име. Иако на референдумот кој се одржа, не беше постигнат потребниот цензус, бидејќи беа излезени само 37 наместо 50% од вкупниот број регистрирани гласачи. Знамето на Македонија со свечена церемонија беше кренато пред седиштето на НАТО на 30 март 2020 година, откако сите земји членки на Алијансата го ратификуваа членството на земјава во воено-политичкиот сојуз.